Добар ден, почитувани. Стартува уште една Телма амбуланта. Петочното издание го реализираме во соработка со клиничката болница Жан Митрев. Најстрашната вест за пациентот и неговото семејство, која понекогаш целосно може некого да извади од колосек, е диагнозата карцином. Во тие моменти болниот е облеан со лавина емоции, од страв, без до збунетост. Се поставуваат и низа прашања која терапија е најсоодветна за лекување. Од што зависи дали третманот за карцином ќе биде ефикасен или не. Ќе го запрашаме доктор Милан Ристевски, онколог во клиничката болница Жан Митрев. Многу дилеми ќе разрешиме во денешната Телма амбуланта, се гледаме по рекламниот блок. Од што зависи дали терапијата за карцином ќе биде ефикасна или не? Ќе ни поясни доктор Милан Ристевски, онколог во клиничката болница Жан Митрев. Докторе, добре дојдовте во студиото на Телма повторно. Добар ден. Добар ден, добре ве најдов, фала за поканата. За да се утврди начинот на лекувањето кај некој пациент со карцином, дали најнапред мора да видите за каков карцином станува збор, во кој стадиум е болеста, дали се проширила или не, или пак за сите имате некои основни критериуми за лекување, стандарди? Поубаво ќе беше да имаме one size fits all, ама за жал не е така. Значи, апсолутно мора точниот тип на карцином да се определи не само хистопатолошки, туку и молекуларно, да речеме. Што значи тоа? Еве, ќе кажеме неситно клеточен карцином на бели дробови. Тоа се 4 хистолошки подтипа, меѓутоа молекуларно тие тотално се разликуваат. Има и совпаѓања, онаму каде што нема да се најде молекуларен маркер, меѓутоа наоѓањето пак на молекуларниот маркер уште попрецизно го дообјаснува тој подтип и прогностички во однос на терапијата и во однос на преживувањето исто така многу ни значи, да речеме. Многу различно преживување имаат АЛК фузиски ген позитивните неситноклеточни аденокарциноми, да речеме од РОС1 амплифицираните. Сега да не ви создавам тука забуни што значи едното, што значи другото, значи не е битно само хистопатолошки да го определиме типот и подтипот, туку веќе и молекуларно да знаеме кои од оние добро познати прогностички и предиктивни маркери ни се присутни, за да можеме лекувањето да го направиме што поуспешно и што подлготрајно со што подобар квалитет на живот на пациентот. Втората работа е веќе определувањето на стадиумот, бидејќи во рамките на истата болест, истиот молекуларен подтип, стадиумот ќе определи какво ќе биде лекувањето. Дали се пристапува со операција кај повеќето пациенти кај кои што тоа е можно? Дали секогаш мора да се отстрани карциномот доколку тој може да се извади во целост? Вака во раните стадиуми, кога може да се оперира, значи операцијата. Воопшто аблативните техники, односно техниките што го отстрануваат туморот, се добри кога станува збор за нешто што лесно го вадите, убаво ви е пристапно, операцијата или аблативната техника се лесни за изведување, не се многу напорни за пациентот, не се болни за пациентот, тогаш се идеални. Меѓутоа, во поново време се повеќе и повеќе нови пристапи постојат и се во развој, уште повеќе фактички се во развој, кои што таа примарна одлука дали веднаш оперативно или да се оди на некој друг модалитет кој што и не мора да биде оперативен. Да речеме криоаблација, термоаблација, Што значи криоаблација, термоаблација? Несувате сонда во туморот, која што е доста ладна и таа своја ладност радијално ја шири и го фаќа целиот тумор. Го замрзнува? Го смрзнува туморот. Особено ова е фантастичен момент на, да речеме, на третман на група тумори наречени дезмоидни, не толку многу малигна група, тумори на мускулното и сврзното ткиво, меѓутоа за долготрајна контрола, бидејќи кај дезмоидите хемотерапијата не е од никаква помош, радиотерапијата може само повеќе да смета него да користи. Од друга страна, пак операциите може да бидат толку многу мутилантни, да тотално во таа регија го нарушат изгледот на таа особа. Така да овде речеме тие криоаблации се на вистина најубавата метода што постои. Радиофреквентните аблации, да речеме, создаваат на врвот на таа сонда електрода што се внесува во самиот тумор, радиофреквентен импулс кој што прави на 5-6 степени температура термонекроза. Едноставно со топлина прави денатурација на тие клетки ги уништува. И ги уништува.
Уште понова метода ви е ајде сега да не ги збунуваме гледачите, има и уште неколку понови методи кои што кај нас за жал не се работат, меѓутоа се доста благодарни за мали тумори кои што се блиску под кожа и лесно достапни. Особено една таква нова метода наречена електропореза на карцином на панкреас. Операциите на панкреас се секогаш многу тешки. Првата операција Алан Випол има направена уште 1932, меѓутоа поради тој постоперативен морталитет, морбидитет на многу пациенти умирале после таа операција, ако бил туморот изваден. Се до 60-тите години, кога малце повеќе таа постоперативна нега се развила, бројот на смртен случај бил навистина голема таа операција. И стварно е тешка, мутилантна операција, не секој абдоминален хирург сака да изведува. Оваа најнова метода на уништување на тие старти мали тумори на панкреас е неверојатно благодатна, бидејќи лапароскопски ја правите со неколку само жици кои што пуштаат на изменични струи, вие туморот тотално го уништуваат и пациентот веќе наредниот ден оди дома, што за Виполовата операција е невозможно. Веќе спомнавте дека има помалку инвазивни методи за... Тенденцијата е токму Од што зависи? Дали ќе се применти помалку инвазивна метода или пак инвазивна? Еве карцином на дојка, некоја жена има. Дали ќе се отстрани цела дојка или пак само еден дел од карциномот? Вака, скоро единствениот пат кога се знае дека можеби не може да се извади се, а се оди на максимална циторедукција на она што се гледа, се операциите на перитонеумот, односно туморите од јајниците, ендометриалните тумори кои што веќе се расшириле во перитонеумот, тогаш се оди да се направи максимална циторедукција, цитоклетка редукција, намалување, значи да се намали тој туморски волумен кој што се гледа. На микроскопско ниво никогаш не може да бидеме сигурни дека ќе може буквално све да уништиме, меѓутоа и со такви постепени циторедукции се нормално следени понатаму со хемотерапија, се сфатило дека преживувањето е се поголемо и поголемо, така да тоа е, да речеме, класичен пример кај што сте свесни можеби дека не можете се да извадите, ама сепак оперирате. Инаку кога станува збор за мали тумори, целта на операцијата, целта на аблативните техники, меѓу кои радиохирургијата, која што пак е апсолутно безболна, е секогаш да бидете сигурни дека со таа метода го имате целиот тумор опфатен и целиот тумор ќе биде аблатиран. За понатаму во рани стадиуми да не ви треба никаква терапија понатаму. Докторе, зошто метастатските тумори не се друга препорачува да се отстрануваат, да се Зашто оперираат? се веќе метастазирани, значи зборуваме за локални Така, но еве, некои имаат метастази и очекуваат да ги отстранат со операција. Веќе системска болест, тоа е расширена болест. Вие не можете да го касапите телото на сите можни страни за да ги вадите туморите, бидејќи тие повторно ќе се создаваат. Значи, кога оперирате, морате да бидете сигурни дека со самото вадење на вистина клоногените туморски клетки од кои што туморот настанува, сте ги извадили. Се проценува и физичкото здравје општо на пациентот пред да се направи? И психофизичкото, очигледно е важно. Дека во историјата не правеле, до неодамна, дури на некои наши клиники се правеле некои, дај да не ги кажам сулуди потези да оперираат пациенти во метастатски сетинг, каде што едноставно сфатија дека вкупното преживување наместо да го продолжат како тој пациент, тие со операциите го намалие. Значи, во метастатски стадиум, една вака сега морам само малце да ви исправам. Постои нешто што се вика олигометастатска болест, каде што се 1 до 3 метастази воглавном ограничени во една регија, тоа е веќе момент каде што треба навистина да се размисли како ќе се пристапи или како тие прво ќе се намалат, со кој модалитет ќе се намалат, па потоа да речеме би се аблатирали или би се извадиле. Тоа е веќе една работа, тоа е олигометастатска болест. Меѓутоа, кога имате метастатска болест и на коски, во црн дроб, и во бели дробови, по лимфни јазли, тоа сулудо е да размислувате за било каква операција. Да речеме, кога имате карцином на дебело црево и 1-2 до најмногу 3 во истиот лобус метастази на црниот дроб, вие да ќе почнете апсолутно со неадјувантна хемотерапија, можеби ќе искомбинирате со таргет терапија, би било паметно да искомбинирате со таргет терапија, зависно од маркерите молекуларни на самиот тумор. Болеста ќе намалите најмногу што можете, за да понатаму операцијата биде најпоштедна што може самата ситуација да дозволи. Значи, секогаш треба да внимавате во операбилноста, да го штедите тоа здраво ткиво
до една одредена граница да може тоа да ги компензира после понатаму своите функции. А да не биде на сметка пак на ресектабилноста на туморот. Обично за да се намалат туморите, доколку се големи, на пациентот најнапред му се аплицира хемотерапија. Хемотаргет имуно зависи. Зависи Не од се почува секогаш со молекуларните- хемотерапија? Па во поново време не. То порано некако беше златен стандард, условно речено, во Кај лекувањето. најголемиот дел од туморите и понатаму е златен стандард. Меѓутоа, версатилноста на туморите и дава разноразен одговор и кон самото хемо. Ајде вака, кога зборуваме за хемотерапија, мора да расчистиме некои работи. Прво, што значи инхерентна резистенција кон одреден тип на терапија на самиот тумор, а што значи стекната отпорност, стекната резистенција. Да речеме, за жал, не сите тумори од ист подтип, да речеме, карцином на дојка, дуктален тип, луминал А, најголемиот дел од нив ќе одговорат на хемотерапија во таа некоја или неоадјувантен сетинг, значи даваме терапија за да се намали па да се оперира, или у дефинитивен сетинг, болеста е метастазирана, па ајде сега Да се даде. идеме дефинитивно на хемото и не може да оперираме. Огромен број од пациентите ќе одговорат на терапијата и навистина ќе има голема намалување на туморот, меѓутоа за жал нема сите да одговорат. Се, онаму од прва, каде што ќе добиете оној пул на пациенти, онаа група на пациенти што нема да одговорат на таа терапија, да речеме на антрациклин или на таксани, тоа значи дека тој тумор сам по себе инхерентно е отпорен на таа хемотерапија. А стекната резистенција значи дека вие сте го давале во минатото, па сте прекинале, па после болеста пак се вратила, па пак го давате, меѓутоа веќе немате одговор од истата терапија. Каква е разликата тука помеѓу различните подтипови? Најрезистентен на секаков тип на хемо, меѓутоа не и на таргет, не и на имунотерапија, од сите е бубрежниот карцином. Не постои цитостатик што делува на бубрежен карцином. Не постои. Уште во раната фаза на развој бубрежните карциноми прават амплификација на еден рецептор на својата мембрана наречена емпумпа. Таа ги изфрла само цитостатиците вон туморската клетка. Значи, цитостатик да делува на туморска клетка мора да биде внесен внатре, во самата клетка. Тоа го нарекуваме интратуморски аптек, задршка на одредена количина на цитостатикот внатре во клетката, не само колку кружи во циркулација. Тоа е делот што воопшто е најтежок за мерење. Збориме за инвиво студии на живи луѓе. На второ место е меланомот. Кожниот карцином, кој што всушност се јавува и на разни делови од телото. Да, он е најчесто кожен, меѓутоа за жал може да биде и во окото, може да биде увеален, може да биде под ноктот, исто така има и мукозни типови на слузокожите внатре, кои што воопшто не можете да ги видите, вие слузокожата не може да го гледате да си ја гледате. Така. Меланомот е страшно резистентен после бубрежниот карцином, втор по резистенција, така да и тука таргет терапијата и имунотерапијата се апсолутно водечките насоки во борба против овие карциноми. Уште малку ќе се задржиме на хемотерапијата пред да преминеме на другите типови на другите опции на лекување кај болестите како што е карциномот. Колку време може да се дава хемотерапија? Бидејќи споменавте дека може да се јави резистентност. Да. Кога ќе се дава подолг период, што значи тоа? Колку време еден пациент може да биде... Хемотерапијата морате да ги пресметате неколку параметри. Прво, дали според емпириски досегашните искуства и досегашните докази од медицината, базирани на докази, значи од студиите, вие на вистина кај тој подтип имате одговорот таа терапија. Втор голем момент е дозирањето. Многу се преќутува, да кажем, во научната онколошка сфера моментот на идеалното дозирање. Што би било идеално дозирање на некој лек? Го давате само еднаш, во една доза тој ја врши целата работа, туморот веќе не се враќа, сите се срекни, не се гледате веќе со пациентот, освен на контроли. И тоа е една прекрасна приказна што за жал не постои. Секогаш мора да внимавате давајќи хемотерапија. Прво,
Едно е кога ја давате во така наречен аџувантен сетинг. Туморот е изваден, а вие терапијата ја давате за да периодот без повторна појава на болеста го истуркате на се подолги и подолги временски интервали. Тоа би било идеално. Тоа е многу дискутабилно, да речеме, во раните стадиуми на болеста, каде што податоците веќе се повеќе и повеќе во последно време укажуваат на тоа дека многу често е подобро да не давате никаква терапија, хемотерапија, да речеме кај дојка што е луминалатип, хормон позитивна, хер негативна. Отколку превентивно да се даде? Па еве, да речеме за пациентите кои што се Т1 стадиум е 0 без присуство на лимфни жлезди и низок Q67 индекс, ако го направите, ние го имаме кај нас во нашата клиника мешавина, комбиниран тест, е тоа Blueprint и MammaPrint, кој што опфаќа повеќе од 70 гени присутни на туморот и во околното здраво ткиво, кои што кажуваат колкава е можноста од повторна појава на болеста и дали таа пациентка треба и ќе има бенефит од хемотерапија или воопшто нема да има бенефит. Го одбравме овој комбиниран модел, бидејќи досегашните модели даваат 3 категории: низок ризик, среден ризик и висок ризик. Многу е лесно кај нискиот ризик и кај високиот ризик да сватите што треба да правите. Меѓутоа, оној среден ризик не сте ни ваму ни таму. Обединувањето на овие два модела во еден го елиминираше баш моментот на средниот ризик. Се веќе немаме среден ризик. Или е ризикот низок, или е ризикот висок. Така да за жал се потврдува дека кај пациентки кои што навистина се во многу ран стадиум, без метастатски лимфни жлезди, со низок Q67 индекс, немутиран ППС3 протеин, што ака би било еден идеален аспект на тој луминалатип естроген позитивен карцином на дојка, за жал и во одреден процент се појавува сепак и тој висок ризик, каде што и покрај нискиот стадиум вие мора да даете хемотерапија. Кај оние што се огромниот дел на пациентки во низок ризик, 10 годишното преживување во овој стадиум само со хормонска терапија би било негде 95%. Додавањето на хемотерапија е 1,7% ќе го зголеми преживувањето, што е на ниво на статистичка грешка. Сега, тука џабе сте ја потруле жената со хемотерапија, џабе испаѓала коса, џабе сте давале медицински третмани, а немате никаков бенефит. Значи, доколку се утврди дека ризикот е низок, подобро... Зборуваме за рани стадиум. Во ран стадиум, секако. Нешто слично е да речеме, да не се даде. Во раните стадиуми на карцином на дебелот црево, они горниот дел од дебелото црево, што ние го викаме колон. Да речеме, давањето на хемотерапија во ран стадиум Т1, дури и Т2, меѓутоа, она што го викаме нод негатив, односно нема лимфни жлезди кои што се позитивни, со тоа што морам да напоменам. Во еволуцијата мора да бидат извадени најмалку 12 такви регионални лимфни жлезди за да бидат доволно за процена. Ако сите 12 негативни, дури тогаш можеме да кажеме дека е тоа N0 болест, односно нема метастази во лимфните жлезди. Сега, добри, и други аспекти има тука, не сме да има перинеурална инфилтрација, лимфоваскуларна инфилтрација и така. Натаму сега да не ги замараме гледачите со некои термини што стварно нема да ги разберат, меѓутоа и тука студиите покажуваат дека додавањето на хемотерапија во такви рани стадиуми кај карцином на колон ни за 2% не го зголемува 10-годишното преживување. И стварно нема бенефит нити себе да се малтретирате, нити државата да трошите за цитостатици и најмалку пак пациентот да го малтретирате со терапија. Сега, во однос на примерно прашање што рекавте, колку може да биде долго давањето? А во метастатски стадиум давањето е онолку колку што возможува. Самата општа состојба на пациентот, пред се бенефитот од тој тип на лек, да речеме, кај метастатски стадиум повторно дојка ќе спомнам, давањето на капецитабин може да биде и со години. Во помали дози него оние, да речеме кај колон, меѓутоа голем дел од пациентите многу го поднесуваат, навистина држи болеста под контрола, не им смета во секојдневниот живот и навистина многу доцна се развива резистенција. Сега, развивањето на резистенција за жал е неминовно скоро. Ако
доволно долго го давате, а не успеете да го победите тој тумор, тој на крај секако ќе развие резистенција. Докторе, како се проценува ефикасноста на хемотерапијата кај пациенти кои што имаат карцином што не е операбилен? Дали мора тој да се намали? Или пак со самото тоа што не расте, значи дека терапијата е ефикасна? Ова е одлично прашање. Постојат неколку рангирања на степенот на одговор, а сето тоа го мериме сега за сега најмногу преку имиджинг методи, односно сликање. Најчесто користиме или пет скен, или компјутерска томографија со контраст, или нуклеарна магнетна резонанца со контраст. Ехото не е доверлива метода, тоа морам да ви го кажам. Така да, ако видиме дека после одреден број на циклуси на давање, нити се зголемува, нити се намалува туморот, тоа го нарекуваме стабилна болест и од прифатливите одговори тоа е најмалку посакуваниот. Значи, најлош одговор е да нема одговор. Туморот расте. Вие го давате лекот, меѓутоа туморот не реагира на него, туморот си расте. Тоа е најлошата работа. Вториот момент е стабилната болест. Нити расте, нити се намалува. Трето нешто е така наречен парцијален одговор на терапијата. Не е скрос уништен, меѓутоа е видно намален. И најубавиот, најпосакуваниот одговор, да речеме така типично одговараат лимфомите или семиномските тумори на тестисите, кои што се навистина многу одговараат на хемотерапија. Така наречениот комплетен одговор. Не го гледате веќе туморот воопшто. Меѓутоа, повторно ќе кажам, на имиджинг, за секој тип на тумори, за биохемиско следење, не се измислени тумор маркери. Второ, и оние што веќе постојат во клиничка употреба, имаат проблем со термините наречени сензитивност и специфичност. Ајде вака сега народно да ви објаснам што значат тие термини. Ајде прво, што значи специфичност? Да речеме, ако јас добро слушам, што е моментот на сензитивност, условно кажано, и повеќе пати ние разговараме, јас ќе можам да го препознавам твојот глас без проблем. И тој ќе стане веќе специфичен во моите уши, јас со сигурност и без да те гледам ќе погодам дека е твој глас. Тоа е специфичност. А сензитивност е како моите уши слушаат. Ајде сега да одиме вака. Тумор маркер кој што има најголема и сензитивност и специфичност е ПСА, простатичниот антиген. Меѓутоа, за жал, не е 100%. И тоа најголемиот дел од случаите каде што тоа е во нормален ранг, се баш оние најагресивните тумори на простата. Со висок глисон скор или мешаните тумори на простата, карциносаркомити и така натаму. За жал. Сите останати тумор маркери имаат многу сензитивноста на методата е добра, специфичноста е мала. Да речеме, голем дел од нив и кога постои воспаление, акутно или хронично, може да бидат зголемени, меѓутоа не покажуваат тумор. А се зголемени. Се зголемени, така. Сега, за да се елиминира сето тоа, светот многу работи на многу поспецифични туморски некои параметри што може да ги најде или преку периферна крв, или преку урина. Постојано читаме дека има нови тестови кои што би можеле да бидат диагностички алатки, дури неколку години пред да се појави болеста. Дел од нив се одобрени веќе, ама не за откривање, него за следење на болест. FDA има одобрено да се 5 теста на Signatera, амерички производител, и тоа пак морам да нагласам. Тие се stage specific, односно специфични за стадиумот на болест. Во раните стадиуми ја нема таа специфичност и сензитивност, веродостојност од 99% да постигна за да ви кажат со сигурност да имате контрола на болест или не, немате контрола на болест. Изработени се за бешика, за дојка, за бели дробови, колоректални простата. Тоа се тие 5 теста. Најчесто начинот на кој што прогресира болеста, односно дали мирува, се подобрува состојбата или пак се влошува, кај нас се прави со снимки. Не е доволно само со снимки. На колку време тие снимки би требало да се прават, доколку се прават? Полека. Ајде да одиме редом. Редоследно, добро.
откривањето на болеста, така наречената скрининг метода. Во последните години светот многу работи на откривање на така наречени тумор специфични метиломи. Ако тестот, да речеме, на Сигнатера е базиран на специфична циркулирачка туморска ДНК, односно секвенци на ДНК, што се типични само за туморскиот геном, не и за здравиот геном. Тогаш тие секвенции преку крв ги откриваат и на тој принцип, да речеме, функционираат ликвид биопсиите денешни, Сигнатера тестови и така натаму. Конкретно нашата лабораторија веќе долго време и имаме на повеќе од 500 примероци во рамки на студија, определено баш такви групи на метиломи специфични, многу специфични за одредени типови на тумори. За жал го немаме спонзорирањето, финансирањето да продолжиме понатаму, иако имаме на многу страни подадено барање. Со тоа што морам да напоменам, не сме далеко сме од единствените во светот да тоа го испитуваат. Најголемиот дел од напредните лаборатории како истото го прават и бидејќи тие немаат проблеми со финансирање, најверојатно и ќе не пристигнат и многу побрзо од нас ќе отидат. Јас се надам дека за едно 5-6 години веќе тој тип на пронаоѓање има или нема тумор, и ако има, каков е, не каде е точно, него каков е. Ќе биде баш преку оваа метода. И ќе биде скрининг метода за најголемиот број од жителите на планетата. И на тој начин ќе можеме да ги фаќаме во екстремно рани стадиуми. Проблемот на имиджингот ќе реши многу. Ќе реши страшно многу, токму така. А кога станува збор за снимањето? Проблемот на имиджингот е тоа што тие ултра мали до 3-5 милиметри промени вие воопшто не може да ги видите. Тие се губат во таа слика или ќе се изгубат помеѓу скеновите. И ќе останат непрепознаени. Доколку хемотерапијата не делува, дали дури тогаш се преминува кон имунотерапија или па кон силна терапија? Дали имунотерапијата некогаш може да биде прв избор? Само нешто, памтете кога прашање, но нешто мораме да надодадеме. Кој ќе кажат луѓе PET scan, бидејќи еве новината на што се изведува само во последни 6 години. PET снимањето ние го правиме со еден радиотрасер, се вика FDG или флуородигликоза. Тој нема истата осетливост кај сите тумори. Да речеме, тумор на бубрек. Ако го правите со FDG, нема да се види. Или ќе добиете тотално лажно позитивен резултат. Тешко ќе биде да се определи. Тумори на црниот дроб, општо органите кои што многу користат гликоза, како на пример мозокот за својата исхрана, црниот дроб, конверзијата на гликоза и метаболизмот на гликоза, бубрезите, елиминацијата на гликозата, бешиката каде што се собери урината во која што се уште има гликоза. Едноставно не можете да ги следите. Магнетот е подобар избор во тие случаи. Треба точно да знаете кој испитување, во кој момент, зашто. Јас имам чувство дека едно време имавме некритично праќање на пациенти на снимања за се и се што, па сега веќе може би посмирена ситуација, особено од корона наму, кога немаше никој да снима, никој да гледа. А таа стапка на инциденцата на тумори, особено зголемениот морталитет од рак за време и пост-ковидот, во Македонија е доста зголемен, може би за тоа ќе треба нешто да кажеме. Со секое снимање морате да знаете каква е и специфичноста и сензитивноста. Да речеме, ако снимате бели дробови на обичен рентген, мали тумори, помали медиастинални промени, вие комплетно ќе ѓутнете. Ќе добиете лажно негативна слика. Од друга страна, кај оние што се повоочливи, периферно поставени тумори или метастазијаве на белите дробови, она што е machine-based рапортирање и човечко рапортирање се разликуваат за повеќе од 20%. Машинското е подобро. Вештачката интелигенција тука веќе е доста подобар начин. Ако споредите таква нативна снимка, да речеме, на бели дробови, на рентген,
со компјутерска томографија, особено компјутерска томографија со контраст, многу добивате на тоа подобрено дијагностицирање. Многу поубаво ги гледате промените. Многу е посензитивна, доста е поспецифична. Конкретно за бели дрови, нуклеарна магнетна резонанца не ви врши апсолутно никаква работа. Меѓутоа за мозок, за црн дроб, за карлица, магнетната резонанца, особено со контрастите, како ви врши работа. Така, значи треба да се процени за Треба, која така болест, е. за која Така е. состојба, што треба да се примени. Апсолутно. Преминуваме кон она што прашав предмалку, имунотерапија, целна терапија, дали тоа може некогаш да биде прв избор во лекувањето? Се повеќе. Се повеќе, да речеме. Ако добиете алкафузиски ген, метастазиран карцином на бели дробови, лекувањето со овие последни генерации може да трае со десетици години. И тоа пациентот ви е во одлична состојба, оди на работа, јако е метастатски сетинг. Ни на крај ни помислувате хемотерапија да му дадете, бидејќи нема да има ефект. Кога зборуваме за имунотерапија, морам да нагласам дека за жал не сите типови на тумори се имуногени. Во суштина едва и 15% од туморите се имуногени. Значи, на вистина многу мал процент е тоа. И кога давате имунотерапија, треба точно да знаете каде ја давате, зошто ја давате, да може перфектно да го процените на моментот на лажна прогресија, дали постои или не постои. И особено кај карциномот на бубрези, иако тие параметри се уште не се доволно искристализирани, дали наместо лажна прогресија вие пациентот ќе го внесете во права хиперпрогресија на болест. Значи, тука многу внимателно треба да се пристапи. Особено Не секогаш може на лесен начин да се препише оваа терапија. Останатата таргет терапија и хемотерапија, одговорот од терапијата секогаш бил дозно зависен. Колку е поголема дозата, толку е поголем ефектот врз туморот. Под услов лекот да може да дојде до туморот. Големите тумори, кои што на вистина имаат голем интратуморски притисок, што доста крварат, лекот многу тешко доаѓа до нив. Меѓутоа, се случи лани една студија од Индија, која што покажа дека и со доста помали дози на имунотерапија се постигнува ефект онаму каде што го има. Доколку има одговор позитивен на лекот. Се зависи од тоа дали ќе одговори болеста на конкретната терапија или не. Има ли ситуација, докторе, кога ништо не делува? За жал. И на пациентот му велите толку е доста е? Или никогаш не се приминува таков пристап, секогаш се дава и уште нешто се пробува? Не, и кога ќе дадете нешто, да речеме, посебно во приватно здравство, треба да водите сметки за физибилноста на тоа што му го кажувате на пациентот, бидејќи за жал во приватното здравство фондот не ги плаќа услугите. Свето оди од джебот на пациентот. Мора да внимавате и на тој джеб на пациентот за да едноставно не го опедушите. За нема смисла вие да давате плацебо, да давате, а пациентот да ви плаќа за плацебо. Тогаш морате на пациентот да му кажете вистината. Бидејќи луѓето имаат право да знаат какви им се шансите, значи вие не можете да тврдите со сигурност, знаете што, вие ќе умрете за толку и толку време. Сите ние ќе умреме. Ама не можете на пациентот да му кажете вие ќе умрете за толку време. А ве прашуваат ли со оваа болест уште колку имам? Секогаш. Или семејството? И што давате како одговор во тие моменти? Секогаш е различно. Секоја состојба е различна. Ќе ви коментирам два јапонски труда, тие морам да ви ги искоментирам. И не за џабе викам јапонски трудови, бидејќи јапонците се познати како луѓе што не лажат. И кога објавуваат во медицинска литература. На два пати, две различни особи со цервикален иноперабилен карцином добиваат радиохема на самиот почеток. После одредено време доаѓаат на контроли, се окей, нема никаков траг од туморот, имаат комплетен одговор. Меѓутоа, развиваат рецидив, повторна појава на болест. И во обата случаи, ако воопшто не се поврзани на сосема различни страни од Јапонија, живеат и да во различно време. Се случува да без никаков третман пациент едноставно се самоизлечат. И тоа на неколку пати се случувало кај тие пациенти, на 3 пати вкупно. Има многу, пазете, ништо не смениле во својот стил на живот, во својата исхрана, во својата дневна рутина. Никаков лек не земале.
Значи нема објаснување зошто се случило тоа. Многу во таа имуногеност на туморите не разбираме се уште. Во моментот добро ни се познати 4 костимулаторни и 4 коинхибиторни сигнали, што ги има не само туморската клетка, него имуните клетки од околу и плюс клетките на стромата, околината на самиот тумор. Значи тоа е една малку така подинамична структура. Туморот не е изграден само од туморски клетки. Значи таму има и туморска строма, има имуни клетки што доаѓаат населуваат, има и туморски крвни садови, има туморско сврсно ткиво. Значи воопшто они не се клетка до клетка онака само наредени туморски, тоа е тоа не. Далеко. Ова појаснува зошто не може да се даде прогноза, никогаш не се знае. Не само тоа, да речеме и во тек имунотерапија не се случувало во таква метастатска болест, да е хипотетички речено е од 11 метастази, 10 ги држиме под тотална контрола со таа терапија, 11 не е под контрола. Таа расте. Тоа значи дека таа има поинакви својства него овие 10. Сега, водени според студиите вика, знаеш што, тука можеш да смениш лек. Меѓутоа, она што го кажува па искуството што не ги слуша тие студии, а често пати се споделува по научни собири, тоа е да, ќе надодадете само лек плюс и тоа ќе го секвенционирате тој туморски геном и зависно од тоа што ќе го добиете како молекуларен потип, само ќе надодадете, да речеме, на тековната имунотерапија или на тековната терапија. Така да, вака, туморите се многу динамична структура. Колку повеќе терапија давате, толку тие повеќе го менуваат својот геном. И само буквално на дневно ниво овие брзо пролиферативни тумори во метастатска фаза го менуваат својот геном. Цело време додаваат нови карактеристики. Доколку му се напомена на пациентот дека е доволно со терапија, го прифаќа тоа или сепак бараат да се проби со нешто друго, бидејќи сепак се работи за живот? Има работи што пациентите ќе ви ги кажат и работи што пациентите нема да ви ги кажат. Ако им посветите доволно време, ако прегледот е убаво интерактивен и ако пациентот има добра бавност, он ќе ви каже се. Така. На вас е како ќе го насочите понатаму и како ќе процените сега. Секогаш водите сметка од тоа да на вистина одработи кој што апсолутно нема никаков бенефит, да едноставно го сега што подразбира под бенефит, да речеме доволно е во тој метастатски сетинг и да го поправи квалитетот на живот. Да речеме да го врати сонот убав, да тргне болката на страна, да го тргне гадењето на страна, изнемоштеноста да ја тргне на страна. И тоа е бенефит. Но некогаш и самите лекови придонесуваат кон влошување на целата оваа состојба. И таргет терапијата знаете како да доведе до изнемоштеност. Дури и таргет терапијата. А што ги советувате пациентите како да ја менаџираат болката, бидејќи таа е составен дел од оваа болест? Менеджментот на болка секогаш бара една дисциплина во земањето на лековите. Значи, да не се дозволи да се чека пробив на болка. Таа уште потешко ќе се изменаџира после. Ако добиеме од пациент податок за длабока висцерална болка, што е тапа, што е цело време континуирана, типичната, да речеме, туморска болка, тогаш системска терапија е неопходна. Тогаш, кога таа болка силна, опиоидна терапија треба да постои. Што значи опиоидна терапија, морам да го објаснам убаво. Опиоидна терапија е терапија која што делува на така наречен му рецептор или опиоиден му рецептор. Да не го измешаат со канабис, бидејќи канабисот делува на CBD рецепторите, а не на му рецепторите. Така да, канабисот во овој случај може да го потенцира тој аналгески ефект, значи да го подобри ефектот на опиоидите, меѓутоа во исто време, како што и опиоидот ќе го успие пациентот, ќе го намали крвниот притисок, канабисот и плюс тоа дејство ќе го појачи. А канабисот сам, маслото од канабис, ќе помогне во менаџирањето на болката доколку се зема само тоа? За слаба до умерена болка да, меѓутоа за силна болка не. За силна болка се потребни дози кои што ќе направат такви халуцинации да пациентот буквално ќе има повеќе страв што се случува со него и каде
каде лебди во кој универзум лебди. Мислите ќе ја лесно нема го болката. прифаќаат тој момент од Апсолутно, има терапијата со пациенти канабис. престравени од такви високи дози на канабис. Затоа треба да се земаат 2 масла, ако не се лажам, да се... Не. Треба да се отиде на лекар што точно знае што аналгетик ќе му даде и како ќе таа аналгезија ќе ја координира. Не е убаво сами да експериментираат, особено не е убаво. Пазете, ке нас најевтин опиоид е метадонот. 10 милилитра е 70 нешто денари, лесно е достапен секому. Така да дозирањето, титрирањето некога е малце специфична работа. Апсолутно не би препорачал пациенти што немаат искуство со титрирање на дози на метадон, сами тоа дома да го прават за купирање на болка. Доктор, јас ви благодарам многу за вашето денешно гостување во Телман. Толку беше, имавме и некои други насоки, но мислам дека немаме време да отвориме за зрачењето, радиотерапијата. Секако тоа ќе го ставиме во некоја следниот издание на една незина песна до следниот пат. Да имаме за што да зборуваме и следниот пат во следното издание. Ви благодарам многу за вашето денешно гостување. Се надевам дека пациентите кои што се борат со овие болести, што поуспешни резултати ќе имаат. Во поново време, бидејќи е многу подостапна таа литература за нив онлайн, и самите пациенти многу повеќе знаат него порано. Претпоставам дека бараат и молекуларни испитувања, информирани се за се, и за таргет терапија, и за имунотерапија. Некогаш и самите сугерираат, докторе? Да. Што мислите за ова? Да. Тоа сосема окей. Така и треба. Така и треба. Секогаш терапијата е еден консензус помеѓу она што е препорака за најдобар третман и она што пациентот го прифаќа или не го прифаќа. И по закон е така. Значи пациентот треба да се согласи да Мора се да се применува. согласи. Ако нема да согласува с пациентот, немате право да го третирате. Дури и доколку сметате дека греши ако се откаже од терапијата, рече јас не сакам терапија. Тогаш вие секако вашата дека одговорност ќе потпише, но, да, но дали се обидувате да му сугерирате дека чекорот е погрешен? Се обидува. И тоа ако не успеат прва и втора, ако не успеат втора, до трета мајка се обидува. Ви благодарам уште еднаш за вашето гостување. Почитувани, ова беше се во денешната Телма амбуланта, реализирана во соработка со клиничката болница Жан Митрев. Мислете на вашето здравје, вложувајте во него. Имајте пријатен ден.